Почитувани дами и господа, добре дојдовте во новата епизода на... Опс, сум го заборавил микрофонот, почитувани. Денеска, затоа што ја сменив страната, најчесто сум од другата страна, од оваа страна е нашиот Липчо Златев. Добре дојдовте уште еднаш во нашата емисија Еспресо со Златев и Боцевски. Утринава имаме едно тмурно скопско утро, тмурно и облачно, со едно никакво време. И се надеваме дека ќе успееме, ако ништо друго, барем да ве расположиме во нашата емисија со содржини кои што ќе ги понудиме во наредните неколку минути. Денеска сакавме на поинаков начин да ја издискутираме темата македонско-грчки односи и за таа цел поканивме еден познавач на Грција, добар познавач на Грција, тоа е историчарот Далибор Ивановски. Далибор, добре дојде. Добре Венедов, добро утро и поздрав на вашите слушатели. Благодарам многу. Значи, одиме веднаш со темата. Значи, изборниот циклус во Македонија се уште не е завршен. Да. Денес имаме среќа што сме регистрирани како Скопско радио, инаку ќе моравме да имаме целосен изборен молк. Сите телевизиски радиокуќи и медиуми кои се наоѓаат во Желино, а и кои што се наоѓаат во петте места во петата изборна единица кои се прегласуваат, денеска и утре имаат изборен молк. Што значи изборниот процес не е завршен, меѓутоа веднаш некако на волеј дојде до усвитување на македонско-грчките односи, односно по заклетвата на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која што го испочитува Преспанскиот договор, но остана верна на своите принципи при изговарањето на заклетвата. Од Грција реакции. Што се случува во Грција? Далибор? Добро, знаете, моите ставови сме разговарале на оваа тема, ако се сеќавате, јас си предвидов во оние наши разговори дека ќе дојде до вакво заострување. Имено владата на неодемократија во овој момент е во една изборна кампања. Добро. За локални, односно за европските избори во почетокот на јуни месец и едноставно сака да си го види собствениот рейтинг во грчкото општество после минатото годишната победа која што беше релативно убедлива во однос на претходните резултати. Во Грција има еден подем на така наречената екстремна десница, ова го користиме на така наречена екстремна десница, бидејќи забележуваме во Европа сите што се малку подесно од оние центар спрема десно ги нарекуваат екстремна десница или малку полево од оној центар спрема лево ги нарекуваат екстремна левица. Добро, ама сега во Грција имавме златна зора, а понекогаш и нели таа граница знае да се премине, така? Точно, меѓутоа во според некои анкети во Грција и очекувања на некои грчки аналитичари кои што не мора да бидат точни, зашто го кажувам не мора да бидат точни. Во Грција се случија неколку епохални промашувања на предвидување за изборни резултати, па тамошните рейтинг агенции мора јавно да се извинуваат заради не знам какви грешки во методологијата, меѓутоа се очекува можеби 10% повеќе од 10% од гласачкото тело да гласа за, само да докажам, да гласа за таа екстремна десница. Нема, што значи тоа? Затоа што тоа е посебен јазичен свет. Ние мора да бидеме искрени, грчки ретко кој зборува во Македонија. Да. Посредно ги добиваме вестите од таму, преку сајтовите на англиски или на Катемерини, на едно на друго. Да, каде што нема се. Нормално дека нема се. Точно и се сосема друго се известува на англиски. И сега, под прашањето кое што јас тука сакам да го поставаме, ајде да видиме се, ние знаеме неа демократија, нова демократија, го знаеме ПАСОК, Сириза ја запознавме, ги знаеме комунистите, нели? И тука некаде завршува нашето знаење за современата грчка политика во однос на... Меѓутоа Грција е динамично општество од самото... Што значи тоа? Ајде да разглобиме. Од самото почнување на функционирањето на грчката држава, таму многу често има политички пресврти, разслојување првично на политичките групации, подосна на политичките партии. Во овој момент сме сведоци на не би се осмел да кажам на гасењето на Сириза, меѓутоа на сериозно заслабување на Сириза. Што значи тоа? Тоа значи дека сите тие политички левичарски групации кои што се
придружија кон Сириза полека се одвојуваат, дел се враќаат во ПАСОК, односно обновениот ПАСОК, дел излегуваат. Значи, Како вака се, ние посебни знаевме дека Сириза произлезе од синаспизмос, односно од онаа внатрешна еврокомунистите кои што се отцепија од московските комунисти. Самото име на синаспизмос значи сојуз. Значи, сојуз Добро. на повеќе групации. Сириза настана како дополнување на тие политички левичарски групации, нема јасна идеологија за една партија и таму членува и многу луѓе од ПАСОК, например во Комитетот за историја и археологија каде што сум, првиот ко-председавач Боларис беше од ПАСОК, па се префрли во Сириза, стана заменик министер за надворешни работи, иако во Грција и замениците имаат високо почитување во ранг на министер и така им се обраќаат. Предпоставам дека многу луѓе сега како него повторно се вртат кон ПАСОК или кон некои други левичарски групации. Меѓутоа, она што е важно за проблемот што настана, тоа беше на некој начин очекувано, бидејќи Мицотакис одамна има изјавено што 2019 ние бевме против Преспанскиот договор, не го поддржавме. Ако победиме на избор, ќе го почитуваме колку што треба. И тоа што сите забораваат во Македонија, имаше и уште една изјава, негова која што оди во насока на подобрување на договорот за грчката страна во текот на преговарачкиот процес за пристап на Македонија кон Европската Унија. И сега кој ќе гледаме развојот на настаните... Подобрување за Грција, нели, не за нас. Па, фала Богу. Значи, излошување за нас, така. Секој си го гледа собствениот интерес. Ние треба да бидеме подготвени за секоја можност. Мене ми е многу незгодно, мене ми е многу, можам да кажам, и криво што ние никогаш немаме план. Не постои ни план Б, ни план В или план А, план Б, план С за разни ситуации во надворешната политика, во општествената политика, во економијата и секогаш сме изненадени. Меѓутоа, и знаете моите ставови, сме разговарале на оваа тема и уште 2 месеца реков во на наше друштво дека едноставно после првото спомнување на името Македонија ќе дојде до жестока грчка реакција. Таа е на 2 нивоа. Сега нударе председателката. За време на кампањата грците рекоа ние нема да даваме официјални изјави, меѓутоа си пуштаа преку своји канали, преку своји аналитичари, дека Грција ќе жестоко ќе реагира на самото спомнување на името Македонија без додавката северна. И сега следи другиот дел. Тоа излезе во сите медиуми. Да, и сега следи другиот дел. Уште не реагираме на владата, да видиме по создавањето на владата и првите чекори. Ако се направи истото, повторно ќе реагираме. Грција има комотна позиција со Преспанскиот договор, да бидеме на чисто, да може да реагира на вакви ситуации и да го представи тоа пред светот како брутално нарушување на договорот од македонска страна, бидејќи тие сметаат дека ние сме обврзани и за внатрешни, за надворешна употреба цело време да употребуваме Северна Нема што ќе прикажат, затоа што треба некој документ да се прикаже, не може и да прикажат видео изјава. Мислам тоа е... Видете, тоа не е така мислиме, меѓутоа грчката дипломатија има многу развиени сектори за Балканот кои што работат, вклучително и за Македонија и македонското прашање, кои што постојано работат, постојано прават анализи и тие анализи, односно тоа што ќе произлезе од тие анализи го праќаат во соодветните центри во Брисел, во Вашингтон за да добијат на снага, на сила нивните аргументи. Ние можеме во детали да одиме зошто е тоа така, но треба да бидеме подготвени да дадеме едно сериозно објаснување и мислам дека е добро што на почетокот нашата страна, односно председателката и веќе идниот мандатар Мицкоски не влегуваат во една стапица да одговараат на секојдневните изјави на Мицотакис, на Герапетритис и на другите грчки политичари. Зошто е тоа добро? Затоа што како што тие направија, нема да реагираме дека кампањата таму. Добро е во овој момент
нашите да не реагираат на нивните изјави кои што тука се доживуваат како закани, како провокација, додека не заврши кампањата во Грција, односно дека не завршат изборите. А подоцна да се направи една, односно веќе да се прави една стратегија како да се реагира на нивните обвинувања кои што ќе бидат постојано, бидејќи видите Грција цело време објаснува дека Македонија не ги исполнува своите обврски од Преспанскиот договор. Јавноста нормално не беше запозната со тоа, затоа што политичките состојби во државата беа сосема подруги и сега дознаваме дека намерно владата во Атина не ги ратификувала трите протоколи, особено не за интересен протоколот за одбрана на македонското небо, па сега има таму одредена тензија меѓу левицата и десницата, дали со нератификувањето на тој протокол Турција ќе влезе во игра, иако знам во овој момент италијанците потпишаа договор со македонското министерство за Добро, ма што и одбрана. Турција е во НАТО се. Точно, и Турција во НАТО, меѓутоа знаете како е, НАТО, како и секој воен сојуз, не е единствен, секоја држава си има собствени интереси кои што најчесто, односно не најчесто, често се случува да не бидат компатибилни со интересите на другите членки. Грчко-турски ривалитет на Балканот е познат. Меѓутоа, Турција е конзистентна од нашето самостојување, поддржува Македонија, така што не гледам никаков проблем зашто Турција не би го бранела македонското небо. Ние не гледаме проблем, меѓутоа во Атина има едностравување, имаше неколку интересни левичарски анализи, вклучително и на Марилена Копа, која што порано беше европратеник од ПАСОК, подосна го напушти ПАСОК, каде што таа многу едноставно напиша со јасни зборови дека владата на Неа демократија им даде отворени можности на, според нив, националистите во Скопје со нератификувањето на тие три договори да говорат дека Грција не ги исполнува собствените обврски од Преспанскиот договор. Во тој момент немаше одговор од владата, меѓутоа одговорот стигна деновиве кога председателот на грчката влада и лидерот на Неа демократија Киријакос Мицотакис два пати изјави: ние намерно не ги ратификувавме договорите, сметавме дека националистите во Скопје ќе дојдат на власт и едноставно тоа не е сега едно оружје за нивните за пазарење. Може да се одговори на тоа, меѓутоа нормално тоа не се говори јавно. Да, само вака додека зборуваме се обидувам да најдам, сега ќе ја најдам сигурно, на она Европа избира последнава анкета, само секунда, од Грција, тука Франција е добро друга патологија, тоа нема да одиме тамо. Постојат се многу анализи за европските избори, што ќе донесат за американските избори. Гледаме дека на Запад е голема поделеноста. Дали резултатите ќе бидат така како што одговараат на овие моментални политички и економски елити или ќе бидат малку подруги? Да, но само секунда, Грција видов вчера и сега ми исчезна од овие, чисто затоа што не ја познаваме сцената, а сега ме познавач во студио, да ги дозапознаеме. Само секунда. Ајде. Опс, кој нема уште. Ке ги најдеме каде и да се. Значи, само секунда. Неа демократија води, меѓутоа целта на... Има една работа што гледачите, односно слушателите, треба да ја знаат. Значи, нератификувањето на тие три протоколи, кои што се од интерес на Грција, не само на Македонија, не беше поврзано со спомнувањето на името Македонија без Северна во претходниот период. Сега можат да говорат. Имено во рамки на парламентарната група на Неа демократија и од овој состав, меѓутоа и од минатиот, и тоа треба слушателите и политичарите да го знаат, Мицотакис немаше мнозинство, апсолутно. Имено групацијата од Северна Грција на пратеница на Неа демократија во никој случај нема да ја подржат ратификацијата на тие
3 протоколи, исто таква на групација од Пелопонес и од Атика околу Самарас, што се уште е влијателна личност во неа демократија и во на грчката политичка сцена, исто така не даваат подршка за ратификација на тие 3 протокола и што можеше да се случи доколку пред 2023 година владата на Мицотакис ги ставеше на ратификација во грчкиот парламент, тие ќе пројдеа со подршка на Сириза, како што сега ќе пројдат со подршка на Сириза и ПАСОК, но ќе покажеше дека нема единство во пратеничката група на неа демократија по тоа прашање, а тоа пак ќе му нанесеше штета на Мицотакис во однос на неговите ставови за Преспанскиот договор, примената на Преспанскиот договор и односите со Македонија кај меѓународниот фактор. И тука лежи причината за нератификувањето. Денеска тие ќе кажуваат дека намерно не ги ратификувале протоколите, очекувајќи дека националистите во Скопје ќе дојдат на власт и да имаат една монета за пазарење. Ако е тоа така сега, зошто не беа ратификувани 2021 или 2022 година, иако, колку што знам, било ветувано на веќе поранешната влада дека брзо ќе оди тоа во грчкото собрание, меѓутоа забележуваме дека не се ни стави. Конечно го најдов тоа што го бара. Значи, били вака, 32% нова демократија во Грција проектираат анкетиве, 16% Сириза, 13% ПАСОК. Значи, ПАСОК демек се враќаме, уште не е вратен. Добро, ова се веќе сериозни проценти. Комунистите 9%, сега некоја партија што се вика Грчко решение. Грчко решение, тие се екстремистите. Добро. Вика 10%. Значи, тоа е, да тие 10% ви велам, значи од информациите што ги имам од Грција и од моите пријатели таму, некој смета дури дека може да додат и над 10%. Сега не знам колку пратеници во Европарламентот ќе им донесе тоа, меѓутоа на локално ниво, односно на ниво на грчката држава, тој ветар може да биде позасилен за во иднина. И една од причините на острината на изјавите на Мицотакис се токму тие или Никола Лиси, односно грчко решение, Greek Solution, кој што го имаат, да не им земе дел од десничарското традиционално гласачко тело. Значи не говориме за оние граѓани на Грција кои што менуваат страна при гласањето, кои што сега гласаат за неа демократија, во минатото гласале за ПАСОК или Сириза, во иднина пак ќе гласаат за ПАСОК или Сириза. Туку едноставно до ние, да кажам, традиционалисти, традиционални гласачи на неа демократија во Северна Грција и Ватика, да не навлезат на нивен терен овие екстремни десничари од грчкото решение, кој што патем видовме во грчкото собрание како го кинеа договорот пред некој ден и кажува дека тоа за Грција не треба да важи и така натаму. Што во тој момент му одговара на целата приказна што Мицотакис сега ја сервира во грчката јавност и во пред меѓународниот фактор, бидејќи, односно пред западниот фактор, да бидам по-прецизен, бидејќи мора да забележиме една работа што нашите во наводници големи аналитичари и научници никогаш не можеа да разберат зошто е моќта на грчката држава, значи тоа не е само незината геостратешка позиција, таа е несомнено, особено во овие моменти, премногу важна и за Западот, но и да видиме како ќе заврши војната во Украина, може да биде важна и за Истокот или некои други сили во подем што се во овој момент во светот. Никогаш не ги забележаа личните контакти на грчките политичари, особено од семејството Мицотакис. Например, 91-92 година никој во Македонија не збореше дека таткото на Кириакос Константинос Мицотакис, тој што го отвори целиот проблем во односите меѓу двете земји, е мошне близок со Џорџ Буш постариот.
Сега се продолжува таа традиција и ова семејство Мицотакис има силни врски и лични врски, тоа се многу важни работи со одредени моćни кругови на западот, од каде што може да произлезат притисоци. И грчката држава е интегрирана во тие структури. Не е само семејни врски и лични врски, туку меѓутоа важно е не е само интеграцијата, важно е друг беше односот спрема Ципрас како премиер, друг е односот спрема Мицотакис како премиер. Еден беше односот спрема Мицотакис по стариот Константинос, друг беше односот со Симитис на пример и така натаму. Значи тие нешта секогаш мора да ги земаме, не се решавачки во секој случај, но може да влијаат на решението. На познат разговор меѓу Џорџ Буш по стариот и Константинос Мицотакис, Америка да го одложи признавањето на Македонија во 1992. Да, тоа не е ради лични врски, тоа е ради... Добро, ама еве и Вица, јас и вие да отидеме во Америка и да дојде грчка делегација, повеќе шанси има тие да успеат отколку ние. Сигурно, ние пак реков. Не е само заради државата, можеш да имаш и контакти, бидејќи во сите министерства тоа е докажано историски. Во сите министерства за надворешни работи на големите сили и во 19. 20. век и сега во 21. век има повеќе групации кои што имаат сопствени интереси. Работата е да ги погодиш тие групации кои што ќе се поклопат интересите на твојата политика, на твојата држава со нивните и да се обидеш нешто да направиш. Они се види, они се државни службеници. Сега како е политиката, кажува, они така идат, не може тука да прават они избор. Тоа е факт, меѓутоа решенијата не се на еден човек, туку се базираат врз база на многу анализи, многу дадени податоци и се прави на крај еден збир и се решава како ќе се оди понатаму. Она што ние го заборавевме во 19. век и особено држава која имаме 1944 година, токму да ги бараме тие групации, меѓутоа треба да барам 200 емисии тука да ги објаснуваме тие нешта како одат. Грците се мајстори тука, мора да признаеме, имаат стара дипломатска школа, некојаш успешна, имаат и многу јако министерство за надворешни работи, значи нема збор. Јас од она што го знам и од контакти со странски научници по повод македонското прашање, неколкумина видни што се познати во светот во однос на Балканот или на Македонија, имаат кажано дека Вашингтон и Лондон, например, во Атина ги имаат меѓу првите 5 своји најсилни амбасади. И секојаш внимаваат кого праќаат таму за амбасадор и какви луѓе околу нив. Значи, кога говорам какви луѓе околу нив, говорам за американци или британци, не говорам за грци што работат во тие амбасади. А ние, кога се изгради амбасадата на Калето, почнавме со едни теории, најголема амбасада американска, не знам што ќе се случи, како ќе биде и така. Знам дека не е, меѓутоа кажам што се правеше во ни Грција не е у првите 5, може на Балканот, меѓутоа не. Во светски рамки ми ги кажува семите кои се распоредуваат, не им верував првично, меѓутоа не, во светски рамки најголема американска амбасада е во Мексико Сити. Не, па Москва, па Бразилија. Не зборам за таква, него за друг тип на амбасада, не само за големина и така. Но факт е дека нивната дипломатија е меѓу најдобрите во исто и во регионот. На Балканот е со турската најсилна. Тука нема збора. Една од подобрите во Европска. Турција во друга лига. Овие се малце. Добро, и Турција во друга лига, меѓутоа таа лига Турција и ние влегуваме во таа турска лига. Сакам да кажам, Турција и Италија се регионални сили по сите дефиниции. Грција нема збори, грците имаат позиција према Турција. Према таа работа. Меѓутоа да се вратиме, ајде на темава повторно. Значи моментот во Грција е предизборен. Од друга страна тие повлекоа линијата, односно оддамна кажаа дека ќе одат на заострување на односите и дури дисциплинирање наше како зборуваме, значи не само како се однесуваме.
Тоа договорот им го возможи за жал. Да, ама договорот не има возможува да најдат сега прекршување на преспанскиот. Прекршување нема. Нема прекршување, меѓутоа постапките на претходните им овозможува сега да барат така да се продолжи. Сосема подруго ќе беше, ги следам нивните реакции од 2019 и тие се многу педантни, многу запишуваат на страна каде се употребува Република Македонија, каде само Македонија, од кого, кога се употребува само Македонија, од кого, кога се употребува новото уставно име, од кого. И сега го имаат тој список и по тој список постапуваат. Значи, од изјави на политичари, од се уште, да кажеме, владата, бидејќи додека не се избере нова влада во Македонија, ова е представник на македонската, оваа влада е представник на македонската држава, така? Јасно, да. И исто така се пишуваат во медиумите како се користи тоа, во јавниот дискурс, во науката и така натаму. Ние не го правиме. Ние тоа не го правиме и кога ќе стигне ваква жестока реакција од Атина, тогаш се свестуваме, меѓутоа не сме подготвени да одговориме во ред, тоа се вашите забелешки, дај сега да видиме нашите забелешки. Ние сме се фатиле за неколку табли што не поставиле, а не го гледаме оној другиот дел од проблемот, каде што е веќе и повеќе од 5 години после ратификацијата на Преспанскиот договор, во грчкото општество, во јавниот дискурс се уште многу често се употребува Скопје наместо Северна Македонија. Видовме нели соседната земја на една место. Или соседната земја и така натаму. И, например, изјавите на Мицотакис, што веќе јавно не крие зошто не го поддржале договорот 2019 година, тоа е употреба, односно давањето на македонски јазик и македонска нација од страна на претходната грчка влада на Сириза, иако тука ако навлегуваме може да најдеме многу материјал, како и во минатото понекогаш немале проблем со македонци и македонски јазик и така натаму. Добро, сега имаат. И тој ми е национален став, како што време. Тоа е, затоа велам, не сме подготвени, не следиме, реагираме само во моментот. Реактивно, добро. Да, и тоа не носи резултати, бидејќи кога реагираш така, да кажеме, нашите стратешки сојузници, стратешки партнери, кои што исто така реагираа на изјавата, при тоа наше реактивно реагирање, едноставно остануваме само на тоа, без да им дадеме материјал, зашто е тоа така што се нашите ставови, нашите очекувања, нашите барања. Ние 30 години немаме реално барање. Имаме само очекувања, исполнувања, чекање да не примат некаде со страотни компромиси. Нема на патот кон НАТО или кон Европската Унија не постои држава како Македонија кој што не направила страшни компромиси од првата промена на уставот во 1992 година до денес. И сето тоа се должи на она што го велам. Не следиме, немаме барање. Имаме само реагирање од кога работата е отворена или работата е завршена. Тоа е веќе доцна. За разлика од нашите соседи, и Грција и Бугарија, гледам и Бугарија реагира, се приклучува на грчките реакции околу неупотребата на новото уставно име, тоа не е случајно направено. И не чека едноставно многу работа, многу анализа и многу правење на стратегија. Можеме ли така да кажеме? Премногу ум, не многу. Премногу ум ни треба во овој момент. Бидејќи намерно го спомнав честото попуштање од нашата страна, да некој ќе каже ние сме мали, точно е. Ние сме мали, меѓутоа не мораш секогаш да попуштиш или па правиме грешки кога не е време да се заземат цврст став, заземаме цврст став кој што едноставно во тој момент не е потребен. И затоа ми се допадна изјавата на господинот Мицковски, кој што кажа дека на овие грчки инсистирање ние нема да одговориме со менување на автопатишта и со градење на споменици, што мислам дека во Грција, соодветен одговор. Соодветно и во Грција се анализира.
Зошто се анализира? Затоа што очекувањата беа дека бидејќи се националистите, структурата е од не знам кое време, дека ништо не е променето, се очекуваше да се даде пожесток одговор, меѓутоа овој одговор на едниот мандатари премиер, мислам дека е за почеток добар, бидејќи ја погоди сршта. Нема автопатишта, менување, не имање на автопатишта, нема нови... Значи нема ситни играчки како во градинка, добро. Да, нема како што се лизнавме после Букуреш. Нема да се дава повод. Тоа. Да, како после Букуреш кој се лизнавме и што грците маестрално го искористи. Ајде идеме една кратка пауза, па се враќаме повторно да се домоабетиме околу оваа работа. Еве не повторно во Еспресо со Златев и Боцевски, почитувани гледачи и слушатели, гости ни е историчар Далибор Ивановски, фативме македонско-грчките односи и ќе продолжиме на таа тема. Далибор, и кај тоа што го ставивме конфликтот во контекст на Александар, Антика и така натаму, во суштина се работи за опашките од граѓанската војна од Грција 46. И порано. И македонската борба, нивна, односно нашата прашање воопшто, да. Да, бе, добро, 200 години, толку сме. 150, да не биде 200, 150, 170 години. Добро. Имено од средината на 19 век, да не навлегуваме во тие историски прашања, премногу да навлегуваме. Од средината на 19 век, заради таа појава на грчка националистичка голема идеја, Македонија стана многу важен дел од нивната култура, традиција и историја, но и пред се геополитика и геостратегија, иако геополитиката не постоеше во тој момент како посебна наука, меѓутоа од појава на државите геостратегијата, геополитиката сепак постои. Сега ако некој смета дека неговата земја, конкретно Грција, треба да биде на два континента, Константинопол, Цариград или Истанбул да биде главен град на Грција, тогаш што фали во целиот тој колорит? Значи две провинции, Македонија и Тракија. Да се вратиме, еве, работата во комисијата, затоа што нели она што може да се каже, нели? Така. Прашањето е има ли предвидени ли таму промена на учебниците во таа комисија? Ние работиме на тоа, меѓутоа ќе се воздржам од коментари заради обврската со договорот што го имам склучено. Работиме на тоа да има таму промени за тоа што... Таму или тука? Двете страни со тоа што ние инсистираме да има и таму, да не биде јавноста доведена во заблуда дека само се разговара за нас. Сам далеко од тоа, морам да ќутам заради обврската... Добро, за разлика од бугарскава комисија, има заклучоци? Не, се уште немаме, бидејќи едноставно работите не се во таа насока. Видете, главниот проблем на непознавањето на соседите за нас, а и случај до некаде Србија и Албанија, Косово е млада држава, затоа не го ставам во тој контекст, а е неприсуството на македонците како посебен ентитет, посебна нација, посебна култура во нивниот образовен систем. И сега, како да очекуваме да имаме добро соседски односи, ако во нивниот... Сакаш да кажеш дека во основна и во средна школа кај нив нема ни едно поглавје? Има едно ситно таму за после 1991 година. Аха, а претходно во ниеден контекст ја нема Македонија. Не. И македонците. Има како грци, како или вамо како бугари, имаше во еден нивен учебник, за прв пат и сега ќе го повлечат, нов ќе има заради новите наставни програми во Грција, дека во Османлиска Македонија живееле, значи турци, грци, срби, бугари и словени. Тоа се однесуваше на нас, да, за да не напишат слава македонци, македонски словени или македонци. И сега под словени можете да претпоставувате дека тие може да бидат бугари, може да бидат срби, некоја недефинирана маса. Тоа што променија во... А чек, ако пишува за Кирил и Методи, нели? Затоа што добро, ги стават во консензнивни, византиски едно друго. Меѓутоа, нели тие се потпреле на словенските говори? Што пишува? Или така пишува баш? Општо дека се словенски просветители дека дале писменост на словенски. А нема дека се повикале на словенски говори од околината на Солун, тоа не се кажува. Не, во науката грчка во учебниците. А во учебниците има дека во Северна Грција, во денешна Македонија имало и словени?
Значи само во една лекција воопшто во османлиска Македонија. Аха, дека имало и тек тук по некој словен. Словен, да. А инаку кога се говори за тој другиот дел во еден збор, едноставно тоа не ова за постои. она Антима што го зборува дека грчкиот простор бил до Битола до Велес, го има тоа во учебниците, Охрид и така натаму? Да. Да? Го има тоа од културолошки аспект и се работи на тоа. Значи не Значи, ќе да до биде кај го цртаат они грчкиот простор? на два континента, Јужен Балкан и Мала Азија, да. И дури навлегува во територија на денешна Република Македонија, тој грчки културен простор, тоа што си го замислуваат? Да, бидејќи видите Значи Охрид Битола сигурно се таму, Велес, Скопје. Во османлискиот период, бидејќи била една територија, можеме и ние да напишеме македонски културен простор до таму, можат и бугарите и слично, можат и србите исто тоа да го направат или албанците. Не, во што сум го читал на англиски јазик, преводи на нивни учебници, пишува дека вели дека тие целиот румилет, значи целиот православен народ, вела дека е грчки. Точно така, меѓутоа не било тоа вистина. Грчки се однесува, ако сакаме да бидеме прецизни, на побогатиот слој, бидејќи ако јас и вие направиме фирма и сме прва генерација на богати и малку писмени, добро. А со кого ќе се поистоветуваме? Со тој што бил побогат од нас и пописмениот и повлијателен во тој поврежениот период. Поврежениот, точно. Кои биле тие? Биле дубровчаните, биле евреите и биле православните грци. Говориме за грчката трговска класа, која што била моќна, да не тука се не сакам да и интегрирана во османската држава. Да, од 1699 година официјални преведувачи на османлиската дипломатија. Како сега Драгомани. Да. И сега значи министри за надворешни работи биле традиционално грци на Османската империја. Ќе станат подоцна, ќе станат и амбасадори. И сега јас и вие ако имаме фирма, ако станеме богати, со кого ќе сакаме да се поистоветуваме? Како што денес до скоро сите сакаат да се поистоветуваат со Западот, со Соединените Американски држави, сега тоа се менува, тогаш било уште по нормално елитата да се поистоветува со другиот кој што е поуспешен и од тука почнува тој проблем дека целиот рум милет е во суштина грчки милет, иако не е така, самиот збор рум значи римјани. Да, јасно. Ромеи, јасно од каде. А ромеи не морат по секоја цена да бидат грци, бидејќи Византија била мултиетничка империја, мултилингвална империја, ако грчкиот јазик, односно византиско-грчкиот јазик ќе доминира, тие дури при крајот на Византија почнуваат да се декларираат. Имам едно прашање во коментарите, вика каков е напредокот за значењето на името Македонија и по 7 век? Видете, има разлики во толкувањето на регионот Македонија. Знаеме во среден век во еден момент темата Македонија не е во Македонија, туку е во Тракија. И од таму потекнува таа македонска династија, да, кој што не е поврзана со регионот Македонија, бидејќи сите региони на Балканот и во светот ги менуваат границите во текот на историјата. Тоа што е денешна граница регионална, не значи дека била таква во минатото. И тука секогаш има не само меѓу нас и грците, има и меѓу нас и бугарите, или заради онаа тема Бугарија после пропаѓањето на Самуиловото царство, бугарите ден денес викаат, гледате ги изворите, гледате ги документите, иако тоа не е точно. А вели, дали Александар Велики е грк според гостината? Не, видете. Аргеадите, значи ја се консултирам со сериозни македонски историчари кои што се бават со таа тема. Аргеадите се елинизирани, као династија говорам. Чекор по чекор. Меѓутоа се повеќе науката тврди дека античките македонци биле нешто по-друго во однос на во етнички смисол? Да. Сега јас не сум стручен за тој период, меѓутоа самото ширење на империјата на Александар доаѓа едно големо мешање, тука доаѓа после она западно толкување на нештата и наметнување
спорот елинизам, бидејќи не можеле да кажат дека Александар е чист грк или е грк, и заради тоа да се направи таа една елинистичка култура која што е конгломерат мешавина помеѓу културата од Балканот, од Персија, од антички Египет и така натаму. Ако гледаме династијата на Птоломеидите во Египет, чекор по чекор се египетизира. Што е нормално. Што е нормално. Таму живееле. Да. Меѓутоа, видете, има една разлика, има една вистина, тоа е дека од тој период кога бил Александар тука до денес толку многу нешта се променети на Балканот, толку многу нешта се измешани, и ако навлеземе во дебати дали бил македонец или грк, само ќе изгубиме време. Ние си го чувствуваме него како дел од нашата традиција, од нашата култура. Не е само јас и вие или момци што се тука едноставно и во 19-тиот век имало луѓе тука кои пишувале за Александар како наш, како македонец и така натаму. И тоа прашање е абсолвирано. Добро, значи дел од културното наследство на овој простор е и периодот од античка Македонија, тоа е факт. Ние сме македонци, така од каде сме го земале тоа име во што значи минатото? Вие имате проблем како академска заедница во моментот да истражувате околу тоа? Не, кој може да ти забрани? Кој може да забрани? Зошто да видите, науката сосема подруга од образованието. Наставните програми се прават врз база на научните достигнувања. И тука се создаде една фама дека историјата ќе биде променета и ќе има забран. Не може. Конкретно јас и еден колега од мојот институт Воислав Сарахински се истражуваме за антиката и за 19 век и како тоа да го споиме. Добро. Во однос на историографијата во 19 век на Балканот. Кој може тоа да ни го забрани? Нека не им се допаѓа. На другите што ние би напишале на крај. Тоа не може никој да ти забрани дека ти не смееш, односно вие или тие не смеат или не смееме да истражуваме и да објавуваме. Тоа може само во некоја диктатура. Иако и тогаш, ако читаме научниците во тие така наречени авторитарни режими, ќе забележиме дека и во најострите имало нешто каде што не кореспондирало со официјалната државна политика. Може вас некој да ви забрани тука во емисија да бидат изнесени некои ставови? Не може. Така и во науката. Како можеме ние на научниците да им забрануваме да истражуваат и да пишуваат одредени теми, бидејќи тие теми не се популарни кај, да кажеме, нашите стратешки сојузници. Тоа не може да биде. Се има две прашања исто провокативни. Добро. Кон нас, али добро, дали искрено верува Преспанскиот договор, па поради тоа учества во работата на комисијата. Видете, значи јас... И после вели, ако не верува, зошто учествува? Вака, сега, прво и основно јавноста треба да знае, знаев дека ќе има вакви прашања, да, затоа сме тука. И тука треба и тоа се легитимни и ги поддржува. Треба да знае дека вакви комисии има многу. Добро. Значи ние само збориме за германско-француската и германско-полската. Има стотици комисии и токму работат на вакви теми. Јас имам знаење. Затоа и влегов. Затоа и влегов. Еве сега да ги видам тие што критикува, имаат шанс. Па да видиме. Значи јас имам знаење. И влегов тоа знаење да биде во контекст на тоа што треба да биде, односно да не биде такво толкување дека Македонија мора да смени све, а другата страна ништо. Туку да доеме добро, ама сега искуството па е поинако, еве. Мене ми е многу, например, интересно што нели италијанците и словенците направија комисија, така? Да, тие работеа 9 години за една страница извештај. И
словенците дури си го искористија тоа, не е баш за тоа прашање, него за други прашања, Да. да си направат некои корекции, кај што требало да ги направат, каде што имали идеологизирани ставови. Италијанците не пипнеа ништо, добро. Видете, тоа самата држава реши. Значи, на една страна да оставиме комисиите што работат. Конкретно спомнавте Италија и Словенија. Јавноста не знае дека Југославија и Италија преговара. Кога? 60-тите, 70-тите години. Македонските историчари не учествуваа во тоа зашто што не беа засегнати. Учествуваа претежно хрватски и словенечки историчари од поранешна Југославија. Пред да се создадат, потпишат оние така наречени осемски договори, преговараа двете држави, не постигнаа некои резултати. Кога спомнавте италијанско-словенечкиот пример, Да. има и германско-британски пример после Втората светска војна. Неколку пати се состануваат, решаваат. Германците постапуваат по тие решенија, британците не постапуваат. Зошто? Затоа што две светски војни не изгуби Велика Британија, туку Германија. На германците не им беше многу пријатно заради тоа, затоа ви реков до државата. Ако државата реши да промени, не требаат ни комисија. Ако државата реши да не промени, може да имате милион комисии, затоа што сосема е друга целта на комисиите, не е, говорам се таму јас каде што сум, не е ревизија. Нема, Не е ај чисто ревизија. вака, мислам дека за тоа може да се зборува. Тематски навлезе, сте навлегли во комисијата? Имаме теми за кои што дискутираме. Заклучок има до се? Нема. Нема. Видете, не е, како да ви објаснам, не е целта по секоја Цена да се дојде да се дојде до заклучок. Не е. Добро. Работата е да видиме што може да се направи. Ако не може, самиот договор ти пишу. А добро, како реагираат грците на ова, кај што викате вие, чека, има македонци што не се грци, нели? Има македонци различни од вас. Најнормално си реагираат, си има тие своји ставови и ние си имаме. Видите, не се тензични средбите. Значи не е како со бугарскава комисија кај што слушаме дека има циркуси? Па не е работата на средбите да има циркус или да има навреди, понекогаш има заострување, што е нормално, меѓутоа се движи во рамки на таа академска коректност. Има тие аргументи, имаме и ние аргументи. Ова работа одзема доста време, постојано треба да се истражува, да се види што е ново, постојано треба да се прави споредба со некои други комисии. Не реков оние двете главни што по цел свет се нудат, франко-германската и полско-германската. Сам ме слушавте предавање одржав за тоа и така натаму. Значи има стотици други комисии во Европа, зборам. Да не збориме на другите континенти, тие не интересираат толку. По други обштествени... Таму нели имаше некои промени во комисијата од грчка страна, така? Па да, ама не сакам да зборам за тоа, заради некои од тие ми беа пријатели, знам зошто беа промените, тоа сепак внатрешно прашање на другата страна. Колку високо е ова во нивната политика, еве, работењава на комисија? Па еве ги знаете моите анализи, едно од трите прашања кои што владата на неа демократија не обвинува нас, еве бидејќи сме нели предавници, не обвинува дека комисиите не дале резултати. Сега сме такви, зашто да не обвинуваат? А добро, сега ако ставиме во еден друг контекст ова. Значи Грција во моментов има проблем со Албанија, митингов на Еди Рама што беше не само митингот, и за Белери, добро, градоначалникот од Химара, имат и други проблеми. Со Турција веќе да не зборувам, иако сега имаше една средба која што требаше да биде некоја детант, ама... Да, ама Ердоган му држеше лекции на Мицотакис и во Грција има страшни реакции заради однесувањето на Мицотакис, кој што смета дека треба да покаже поголема храброст и да забораваме една друга работа. А има заострување прв пат после подолго време на грчко-српските односи. Да, и Косово, Дора Бокјани. Тоа е сериозно заострување, бидејќи србите зазема јасна позиција, велат дека ова не е став на Бакојани по однос на членството на Косово во Советот на Европа, туку најверојатно е став и на Грција, бидејќи внимателно следеле во Советот на Европа
кои Грци како гласат. Еден гласал против, другите биле воздржани. И велат дека ова е сигнал дека Грција можеби ќе го признае Косово, што ќе нанесе сериозни штети на односите помеѓу Добро, Грција е за најслаба карика од петте земји што не го признаваат Косово. Да, меѓутоа како И со најдлабоки односи со Косово сега да разбереме. Да. Точно е тоа. Има таму доста развиена канцеларија за врски. Меѓутоа, навидоме најслабата карика, бидејќи ако Грција го признае Косово, најверојатно можеби ќе дојде до тоа, тогаш се отвора и тоа србите го кажа и Дачич и Вулин нормално кои што се гласноговорници на тоа што Вучич не сака да го каже, вика во ред тогаш ајде да разговараме и за Северен Кипар. Бидејќи Грција секогаш која гледаме грчката надворешна политика на Балканот, Кипар не смееме да го одвоиме од целата таа констелација, бидејќи тоа е рак рана на Грција, на грчкото општество, самата поделба на Кипар, 40% од територијата е под турска окупација или под турска власт со меѓународно непризната држава, Република Турска република Северен Кипар, и како велат во дипломатијата by the way, единствена членка на Европската унија која што не ги контролира границите. Да, нема пол суверенитет. Нема пол суверенитет и тоа е сериозно прашање кој што ние можеме да го искористиме во однос на едните преговори на Македонија со Европската унија. Затоа навидом личи дека Грција е најслабата карика, меѓутоа кога ќе го споиме тоа со кипарското прашање, србите маестрално изигра на таа тема. Не би рекол дека до толку слаба. Предпоставам дека под сериозен притисок на Соединетите Американски држави сегашната грчка влада да го признае Косово. И заради тоа нема имаат своји интереси сега да се разбереме. Сега Шпанија е друга лига. Шпанија полесно ќе може да направи, полесно може да се справи со било кој притисок. А Грција има и други интереси. Има и други, затоа ви реков секогаш кога гледаме грчката балканска политика, мора да го ставиме и кипарското. Не јасно. И заради тоа нема, прашањето беше зошто Грција не се отвори кон нас. По која смисла не се отвори кон нас? Па единствен сосед со кој што навистина може да има чисто досие без никакви проблеми сме ние. Тоа е заради нивната оптовареност со македонското прашање. Грција да не беше толку оптоварена со нас, до сега Македонија и Грција ќе има стратешки сојуз во НАТО и во Европската унија, значи Скопје, Атина. Меѓутоа заради целата нивна оптовареност со македонското прашање, со минатото, со тезата за еднонационална држава без малцинства и слично на тоа, ги доведе односите до степен до кој што се. Инаку логиката говори нашиот најблизок пристап до Медитеранот е Солун, 70 километри од Гевгелија, воздушна линија и пократко. Грчкиот најблизок пристап до Централна Европа е Македонија. Меѓутоа, нивното решение да постапа така како што постапи од 1991 година, како корените се далеку подлабоки, доведе до тоа да еве и после 33 години независност на Македонија немаме односи кои што требаше да ги имаме, или Грција да ни даде подршка каква што требаше да ни даде и на тој начин да го заокружи собственото влијание на Балканот. А значи во нивниот светоглед се уште е тоа, една нација, една вера, една... Да, видете, во Грција има многу интелектуалци, има и политичари кои што се свесни на тоа. И збора дека и во Грција има малцинства, збора за словенско, славофонско, некој славо-македонско малцинство, многу ретко ќе слушнеш македонско малцинство. Меѓутоа треба време, ако воопшто дојде до тоа време, грчкото општество тоа да го прифати. А тоа може да го прифати само преку одредени промени и во образовниот систем и во јавниот дискурс, бидејќи ако
секој не сака да учи историја, географија или мајчин јазик, да чита. Граѓанско образование, да. Така, не Ама го мора интересира, не говорам, не е оптоварен со тоа што го пишува во учебниците. Меѓутоа, вие ако слушате јавниот дискурс соседната земја, Скопјаните, на каде оди тоа? Значи, тие да ги променат учебниците, ако во јавниот дискурс се продолжи така како што се продолжува, нема да има никакви поместувања. Сериозно е проблемот, мислам, ајде на ти ќе предеме, пријатели сме разговарале многу, ги знаеш моите ставови, тука сме доста компатибилни што се вели. Сериозен е проблемот и нема дури така да исчезне во име на некаква светла иднина, бидејќи знаете како е војната во Украина, ги донесе сите оние големи политичари, мислители, пропагандисти кои што ни велеа трнете историјата натаму, не гледате назад, гледате напред. Па еве сад читаме и на Светскиот економски форум статии зошто е историјата потребна токму сега да се види што било во минатото за да може да се прават анализи. Затоа ви реков, ако не ги знаеме нештата, ќе правиме киксови. Мене ми е најлесно да го зборам тоа што народот сака да го слуша. Тоа е најлесно и тогаш не си голем научник. Најубаво е да го слушаш, да го кажуваш тоа што народот сака да го слушне. Најубаво е да не излезеш надвор од Македонија на конференција, тука да се правиш голем научник, не мора да си историчар, може и лингвист, може и социолог, и да не видиш што се случува во светот и она што е најважно, да кога не одиш надвор, да не ја почувствуваш критиката. Што значи тоа сега? Може превод да ни кажеш? Тоа значи затоа што кога ќе искочиш со одредени ставови да не ти ги прифатат. И тоа не зборам само една страна, него повеќе страни. А најубаво е тука да се правиш голем научник со не знам какво влијание, а да не ја гледаш големата слика. Затоа е убаво јавноста да слуша понекогаш и нешта што им отвори друг вид на размислување. Може лесно е сега во емисијата да говориме за нешто што луѓето сакаат да го слушаат и затоа бе вака поотворен во дебатава. Добро, не, меѓутоа, окей, значи, затоа што некако ја ставивме во тој контекст ова во предизборен контекст, после изборите ќе продолжат вака. Ќе продолжат? Да. Ќе продолжат затоа што ви реков, пред премногу потенцираното употребување на РС Македонија од страна на досегашната се создаде претекст некој нешто такво или како? Еве си бил во дипломатија, знаеш и самиот како одат тие работи. Утре кој секое наше спомнување, мене и тебе ни е лесно, ние може да спомнуваме Македонија без да предизвикаме реакции. Сосема друго е ако јас и ти станеме дел од извршната власт и си продолжиме да споменуваме име Македонија, ќе го правиме тоа, тогаш ќе има реакции. Има реакции, затоа треба да се направи анализа како да се одговори през база на што ние не го прекршуваме договор. Она што е добро во овој момент е и првото соопштение уште во понеделникот на кабинетот на претседателката кон јавност, а не кон надвор, каде што се кажа зошто е тоа употребено и добро е тоа што за сега велат ние тоа што се однесува до уставот и законите ќе го почитуваме. Добро. Исто како што прави грчката страна, односно владата на Мицотакис. Докаде што имам интерес, ќе почитувам Преспа, таму каде што немам, ќе гледам да се подобри ситуацијата. Добро, значи со други зборови ќе следиме ситуацијата во Грција. Да. А нашите аргументи се наши аргументи, тоа е тоа, ќе видиме. Ние си имаме своји аргументи, тие си имаат своји аргументи, тука треба да се соочиме.
Едноставно, само ви реков, претераното од на брусење на шахти до не знам што доведе до ваква ситуација, дека ќе има реакции, ќе има, бидејќи создавањето и стапувањето на сцена на новата македонска влада ќе се поклопи со завршување на изборите за Европарламентот во Грција и во Бугарија. И тоа сега за жал сме во систем на сврзани садови и предпоставувам дека со секој употребување на името Македонија има соодветна реакција од Грција, па и од Бугарија. На тоа треба да бидеме подготвени, едноставно да знаеме како да одговориме без страв, без само сожалување и без како во трето полувреме, значи вие вашата, ние нашата песна. Одамна тоа го зборам, само колку ме разбра, тоа е веќе друга работа. Добро. Океј, значи тука ќе затвориме мисијата, ќе зборуваме после изборите, после нивните реакции, после формирањето на нашата влада. Да, и да пројде известен период да видиме како сето тоа ќе оди, да кажеме месец, дена, два. Да, јасно. Да, бидејќи ви реков, има реакции од Софија, ќе има и од центрите на одредени меѓународни актери кои што си имаат собствени интереси, кои што не се поклопуваат со нашите интереси. И тука мора да се навикнеме дека конечно мора после 30 години да кажеме што е македонски интерес, но за тоа претходно мора да се среди државата и тоа што е многу важно, да се направи консензус по одредени прашања за да не настапуваме Ивица Боцевски збори едно, Далибор Јовановски збори друго, Лјупшев Златев збори трето. Да, јасно. Никој нема да не почитува, секој ќе го бара тој што збори најблиско до неговите интереси. Добра, демократскиот диалог едно е демократски диалог, друго е преку демократски диалог до консензус. Не наметнување, преку демократски диалог. Точно. Почитувани гледачи и слушатели, дадовме една друга димензија на македонско-грчкиот спор, допревме до душе. Можевме да одиме и подлабоко, ама затоа ќе беше потребна многу подлога емисија, ќе го направиме тоа во некоја друга, за некој друг повод, затоа што македонско-грчките односи се една тема која што не оптеретува во изминативе 34 години секојдневно, а претходно не толку секојдневно, меѓутоа сепак беше тег околу нози на југословенско-грчките односи. Далибор е еден од ретките македонски историчари кој што е присутен и во Грција и во Европа токму на овие теми, зборува, пишува грчки, го знае, го следи тоа општество и може да даде една интересна димензија, па затоа и беше повикан денеска во емисијата за да направиме една анализа на грчките позиции. Значи, тоа беше Еспресо со Златев и Боцевски, денеска е еден прекрасен ден, денеска е 21 мај 2014 година, се гледаме 2024 година се гледаме следното утро со една интересна емисија, интересен гости.